Со вас дебата за една тема тешко е да се води. Добро, ајде кажете за која тема. Намерно ме навлекувате на тоа, јас одбивам да се впуштам, затоа што оваа тема е измислена од ДПМН за да го одвлече вниманието од реалните прво проблеми. би сакал да бидеме коректни, значи мојата партија е ВМРО ДПМН. Вашата партија е ВМРО ДПМН до 11 декември, после тоа Левица во програмата има предвидено законска забрана за употреба на името ВМРО, затоа што вие го злоупотребувате името ВМРО, а не го употребувате. Значи ВМРО од национален интерес за сите македонци и не треба да имате ексклузивно право вие да го користите. Ставни реформи кои што се обидовте да ги наметнете пред година и пол, не знам кога беше, не успеа затоа што како и се останато вие спроведовте политика на силеџество, а не политика на политички диалог. Имено ние се одвикнавме од вакви дебати, гледате комуњарите не доаѓаат кај прорежимските, вие ВМРО-идите не одите кај независните и ние немаме култура на дебата. Значи ние левица доаѓаме секаде и усител да не викнат, ние ќе дебатираме против еден, против двајца, против 5 души, против колку сакат. Сега, вие ја користите националната карта секогаш кога сте доведени во ќош, како сега со бомбите например. Хашките случаи кој ги амнестираше? Вие ги амнестирате. Случаите Вејце, Карбалак, нели сте вие забранителите за ова? Кој ги? Заев ги амнестираше? Јас би сакал значи, да се вие држиме на темите кои што се додека се мразиме македонците и албанците, ни ги празнат џебовите. Вие тоа го правите и за тоа ние не одбиваме да се впуштиме во ваков диалог. Реално ние имаме минимална плата најниска од цел свет, од цел Западен Балкан. Джини индексот ни е 47. Да ви споредам колку е тоа. Тоа е као да имате температура 47. Можете да преживеете со таа температура. Ние сме надетничка партија. Ние во највисокото раководство имаме албанци, турци, срби и така натаму. Значи, дури на една наша кандидат за пратеник е било невозможено да збори на албанскиот и рекле: вие не сте етнички чиста партија. Какви се тие концепти на етнички чисти партии у 21 век? Вие како патриота вака не ви беше шубе да гласате за амнестија или не бевте тогаш пратени? За автентично долгување. Или од штаб, како ќе ви кажат, така ќе гласат. Баш да бидеме коректни, значи не ја користите националистичката карта и сами си пукате у нога. Законот за спречување и заштита од дискриминација во тие основи за дискриминација не ја предвидува сексуалната ориентација експлицитно под влијание на некакви си демохристијански конзервативни сваќања. Ние се залагаме дека во тој закон треба да се воведе сексуалната ориентација како основ за дискриминација, за да луѓето можат и по тој основ да се заштитуваат. Заедница меѓу маж и жена. Тие во Македонија предлагаат едно, на Халкидики прават друго, така што веројатно тоа е шизофрена некоја ситуација. Вонбрачната заедница не признава Како не? Прво ние немаме вонбрачна заедница во државата, така? Како немаме? Значи ние имаме брак меѓу маж и жена во државата. И вонбрачна заедница. Значи во законот вие сте правник? Не сум правник по струка. Па како не? Што сте по струка? Дипломиран електроинженер сум по струка. Електроинженер? Да. Немате во ВМРО правници да пуштат на дебата? Како може? Вонбрачна заедница постои закон за семејство од која постои светов и век. Во тие уставни измени што ги предлагавте, вие имавте регулација на вонбрачна заедница која ќе биде регистрирана. Што е тоа? Значи ние имавме какво е тоа регулирање на љубовни односи меѓу луѓето? Љубовта треба да се остави надвор од правна регулација. Кој се сака, кој се мрази, треба да се остави надвор од правна регулација. Филозофски прашања, ние правиме моја семејни вредности. Значи, што е разлика помеѓу брак и регистрирана вонбрачна заедница, како што ја предлагавте во уставните измени? Нема разлика. Значи, толку и се добри правниците што ги прават тие текстови. Колку се добри нашите правници, многу се гледа по законите. Многу, законите, ајде да збориме за закони. Катастрофа, правна инфлација имате неуедначени термини, имате, ај за тоа да збориме, за политички и правен систем. Да, ќе зборуваме за многу работи, ви благодарам за сега. А што е страшно да сте социјалист? Дел од нашите членови се чувствуваат како социјалисти. Кој дзинго да е социјалист во држава? Социјалната помош ја укинуваат за добиена награда од 100 денари на наградна игра. Пензиските фондови се пред капитулација, тие крахираат. Ние сме презадолжена држава. Вие сте партија која што доаѓа од најсиромашна држава, а е најбогата партија, побогата и од партијата на Меркел. Зошто тогаш фаќавте врски на интерен конкурс синот да си го примите у МВР, наместо Кромберт и Шубер да опратите таму за 10.000 денари да работи? Вработени нови луѓе. Во Дрекселмаер 4 има. Нови луѓе, вие ми викате дека се тие шофантови? Деле, јас сум организирал логистика штрајк во Дрекселмаер, кога беше.
као активист на Ленка. Сте ги виделе ликовите на тие луѓе? Капка среќа нема од тие луѓе. Дали ме разбирате вие мене што изборам? Тоа си е ваше право, јас не мислам тука пред телевизија да паѓам на ваше ниво. Значи, ако сега да зборите за тоа, на кое ниво? за тоа зборувате. На кое ниво да паѓате? За тоа зборувате. Вие не сте стручен за тема што зборите. Јас сум докторирал на тема, на кое ниво да паѓате? Имате после вадење на уверение, зашто да се вади уверение кој истото се докажува државјанство? Тој на прв час по управно право се учи дека државјанство се докажува со важечка лична карта. Задолжителна ТВ дебата помеѓу кандидатите, вака да се дебатира, затоа што ние заборавивме што е дебата. ДПМН бега 10 години од дебата, СДС не доаѓа кај вас, они не доаѓаат кај други верни. Не, излезете на дебата и да видиме тогаш колку сте мокни, за да народот може да просуди кој сака да го застапува. А тој мнозински модел кој вие го заговарате во вакви услови на пола извршен комитет или цел кога ви обвинат за криминал и корупција е убиствен за вас. Тој 50 години нема да дојдете на власт со тој изборен модел. Не знам кои се стратезите, али тој е убиствен за вас. Па очекувам конечно ДПМН да замине во историјата и да не дојде на власт во следните 15 години. Знаеш дека е темница.